почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, изразувам загриженост и најостро го судувам денешниот инцидент во кој со огнено оружје беше нападнат поранешниот министер за здравство и поранешен пратеник Никола Тодоров. Без оглед на мотивите, огорченоста и причините за ваквиот напад, правото на живот на секој граѓанин е неприкосновено право. Изминативе години системот на владење на правото и правната држава беа срушени. Грубата политизација и партизација на виталните државни институции придонесоа граѓаните да ја изгубат довербата и да бараат начини за постигнување на правдата. Како министер за внатрешни работи ги осудувам сите кривични дела и секое нарушување на безбедноста на граѓаните и државата. Но истовремено ќе ги превземам сите неопходни активности со кои граѓаните повторно ќе вратат довербата во Министерството за внатрешни работи. Институциите на државата мора да работат во интерес на заштита на граѓаните и почитување на правниот поредок. Доколку било кој носител на функција сторил кривично дело, додека извршувал функцијата против него, нека се води соодветна кривична постапка, водејќи се од начелото на објективност и начелото на презумпција на невиност. Упатувам повик до сите граѓани да не превземаат никакви действија со кои ќе го загрозат сопствениот живот или животот на граѓаните воопшто. Министерството за внатрешни работи ќе ги превземе сите законски мерки кои се во негова надлежност за расчистување на мотивите и последиците од денешниот немил настан.